Првиот регулатор Бислимовски со повик до малите фирми да го напуштат регулираниот пазар и со струја да се снабдуваат на отворен каде цената е пониска. Со ваквиот потек ќе се намали и притисокот на цената на електричната енергија за домакинствата. Сега кога е поевтино, не гледам логика да седат на регулираниот пазар. Тоа од друга страна ни прави притисок за цената на домакинствата, но овие мали потрошувачи, што ја знам, кафичи, дуќанчиња, нека си одат на слободниот пазар. Ако не си го искористат тоа право, никој не им е крив. Откако владата пресмета дека цената на струјата на ЕСМ која е наменета за граѓаните треба да се зголеми за 5%, дел од експертите предложија да поевтини мрежарината. Бислимовски вели, за сега тоа не може да се направи, но можно е да се случи во декември, кога ќе се носи и нова одлука. Оваа ставка во сметките многу често чини повеќе од потрошената електрична енергија. Дел од експертите предлагаат и укинување на надоместокот за пристап до мрежа од 200 денари кој се воведе на почетокот од годинава. Бислимовски тврди, ако се случи тоа, ќе поскапи ефтината тарифа. Очигледно имаме погодени експерти што имаат по 4-5 стана, што имаат фотоволтаици на своите куќи и сега тоа ја не можем никако да им помогнам, но да се кажуваат невистини дека таков надоместок немало никаде во свет, тоа е срамота. Одлуката на владата е цената на струјата на ЕСМ за домакинствата да поскапи од 57 на 60 евра за мегават час. Производната цена пак на електрани се движи околу 90 евра. Од друга страна, ЕСМ повеќе не добива буџетска поддршка, па од тука се поставува прашањето дали без тие пари државните електрани ќе успеат да испеглаат оваа разлика. Загубите на компанијата за само 3 месеци се речиси 40 милиони евра, но наместо со пари проблемите во компанијата се решаваат со препораки. Новата цена на струјата ќе се знае деновиве, а ќе важи од 1 јули.